Цивил медија. Во денешно време тешко е да се разговара на еден стар начин за тоа што значат и како се формираат колективните и личните идентитети. Некогашните дефиниции кои што подразбираат една многу постатична ситуација околу формирањето на тие идентитети денеска се опираат на новиот начин на кој што идентитетите се формираат, се развиваат, тие се многу подинамични категории. Нивното влијание е исклучително меѓусебно големо, но и независно од она што во некакви национални стереотипи, во некакви национални рамки се прават обиди да се развиваат некакви идентитети. Дефинициите за тоа дека суверенитетот на државите, потоа етаблираните и само единствените државни системи, како што се оние за образование или за култура, дека може да влијаат врз заедницата и врз формирањето на заедничките идентитети, а со тоа и на индивидуалните идентитети, денеска се веќе прилично застарени концепти. Денешниот модерен човек е изложен на милион фрагментации, на милион помали и поголеми прашања кои што се врзани не само за неговиот живот на одредена територија и во одредена заедница, туку и во еден перманентен контакт со една практично безгранична заедница со која што тој дневно комуницира, со кој што дневно, од каде што дневно црпи информации и кои што не завршуваат само на она што може да се дефинира како негов јазик, како негова официјална евентуално вера, како некаква официјална историја од која што потекнува или дури како сет од традиции од кои што извира неговиот вредносен систем, предубедувањата, основните предпоставки во градењето на карактерите и така натаму. Денешната, особено новата генерација, се повеќе живеат најмалку два вида на идентитети. Едниот е реалниот идентитет, оној со кој што се носат, и тој е прилично фрагментиран, со кој што се носат во секојдневието, во кој што живеат кога се, да кажем, социјално будни, кога се во еден директен социјален контакт, но истовремено живеат и нешто што се нарекува виртуелен идентитет, идентитет кој што може би им станува и се поважен, кој што е идентитет кој што го негуваат за себе и почнуваат да веруваат можеби уште повеќе во него отколку во реалните идентитети, за тоа како изгледаат на Facebook, како изгледаат на Instagram, како што твитаат, кои се нивните Facebook страни, во смисла на тоа што за себе го представуваат, за другите да ги мислат такви какви што посакуваат да бидат и така натаму. Така што разговарањето за модерните идентитети, за стекнувањето, за нивното губење и така натаму се повеќе ги надминува разговорите за она што една држава како организиран систем може да го понуди во смисла на некакво формално образование, бидејќи денеска формирањето на идентитетите помалку зависи од формалното образование, отколку што зависи од квалитетот, разновидноста, комуникативноста на тоа образование, за да ги направи луѓето практично дел од светот, а не дел од само националната заедница на која што припаѓаат. Истовремено, влијанијата кои што се неформални и кои што не може да бидат контролирани од некакви официјални системски, да кажем, контроли, се толку големи и се толку практично вон контролата на било каков официјален систем, што влијаат врз тоа да вие во оваа глобализирана култура, во оваа, како да кажем, безгранична можност да се комуницира со светот, не можете да ги контролирате напливите и ако сакате, интрузиите во градењето на нечи идентитет. Поместени се границите на приватноста, а приватноста е една област во која што човекот може да и треба да биде преокупиран со собствениот идентитет, со идентитетот на своите деца, на своето семејство и така натаму. Во таа приватност, во тој упад во приватноста не влегуваат само државите со своите обиди да што повеќе завземат простор, да истиснат, да кажем, просторот, областа која што би требало да се смета за приватност, туку влегуваат и самата подготвеност на луѓето, на индивидуите, на личностите, да понудат што повеќе информации за себе, понекогаш и несвесни за границите на тоа што треба да представува само нивната приватност. Па така имате споделување на содржини кои што одсекогаш биле сметани за нешто што би требало да биде нечи приватен живот, а денеска е на некаква јавна сцена изфрлено кој што потоа добива свој живот сам по себе и кој што потоа се враќа врз индивидуалните карактеристики на нечи идентитет на начин кој што тој не може да биде ни контролиран. Со други зборови,
да се разговара за губењето и за стекнувањето на идентитетите во ова модерно време е да се разговара всушност за што подобро образование на луѓето, што подобра вклученост во оно што се подразбира како глобализиран свет, да се разговара за свесноста за тоа докаде се лимитите на приватноста и што може, што не може да биде употребено и злоупотребено таа сфера, да се биде свесен дека повеќе не постојат физички, географски ограничувања, малите култури, како што е македонската, речеме, култура, па и другите култури кои што века екзистираат, како што е албанската, речеме, албанскиот културен модел, тоа се култури кои што се изложени на такви големи влијанија, што веќе не можете на традиционален начин да ги одбраните нивните идентитетски компоненти. Денеска практично, ако не говорите англиски јазик, џабе вие што може би совршено го владеете македонскиот, бидејќи вашиот пласман во модерното време се повеќе зависи и од можноста да комуницирате со светот кој што не завршува во табановци, туку кој што се проширува на целата глобална земјина топка. Затоа денешните идентитети се идентитети на конфузија, се идентитети кои што се најчесто во еден процес на менаџирање на кризите, во еден секојдневен предизвик да се носите со оспорувањата кои што не се прават на некаква културолошко неопходно национална етничка база, туку што се прават во смисла на тоа дали сте способни или не да влезете во некакви повисоки терцијални структури во животот и на поединците и на заедниците, а тоа значи да бидете доволно опремен со сите квалитети за комуницирање со целиот свет. Во таа смисла, државата има своја улога, бидејќи тоа е сепак еден организиран систем во општеството кој што контролира одредени текови кои што се важни за формирање на идентитетите, пред се мислам на формалните структури на образованието, содржините што таму се изучуваат, потоа третманот на семејството и практично овозможувањето на што подобри статусни, социјални и така натаму услови во кои што се развиваат семејствата, но исто така и општествената заедница, која што во своите не само политички, туку општествени димензии влијаат врз формирањето и промената на било чиј идентитет. Значи државата ги има тие можности, бидејќи располага со ресурси кои што во тоа можат да влијаат, но после одредена граница се плашам дека и формалните интервенции на државните системи не се повеќе во ситуација, ниту во можност да одредуваат динамиката на развојот на идентитети. Факт е дека новите генерации веќе се наоѓаат во ситуација кога имаат изразена потреба да ги надминат своите етнички, своите национални идентитети, своите верски, ако сакате, идентитети. Одредена повратен удар на тоа е што сепак и во таква една огромна отвореност на светската, на глобалната култура, луѓето влегуваат со предубедувања, со стереотипи, со известна потрага по потврда на она што веќе го имаат како стереотип во себе. Значи, и покри тоа што информативната понуда е толку голема, што практично е безгранична, луѓето сепак влегуваат во некакви потесни, да кажем, линии на барање на оно што ќе го потврди нивниот карактер, нивниот идентитет, нивниот склоп од вредности и предубедување кои ги носат со себе. И заради тоа често пати се склони во една комбинација на дневен притисок со безгранични можности да бираат, да стануваат статични, да стануваат конзервативни во своите избори, дури да се радикализираат во одредени, особено во политичка смисла, значи во одредени области, што се разбира се враќа со едно зголемување на нивото на несигурност, на нивото, ако сакате, на страв и на поединците и на заедниците, што води до една контракција во политичка, ако сакате, смисла, која што ги прави да бидат се по конзервативни во нивоата на толеранцијата кон другите, на нивоата на прифаќањето на туѓите искуства и така натаму. Овој надпревар, кој што во моментот се одвива помеѓу притисокот на една глобализирана културна сцена, глобализирана политичка, општествена сцена и потребата по некаква персонална идентитетска сигурност и така натаму, доведува до
едно висока доза на триење во индивидуите, кај самите личности. Тие дози на триења сега пак рефлектираат со низа, потоа не само обштествени, туку и друг вид на патологии, психички, лични и така натаму, се повеќе имате распространување на депресиите, се повеќе имате распространување на некакви фобии кои што се резултат на одредени обштествени околности во кои што живееме, што придонесува за една обштествена контракција во која што наместо да се понуди да се искористи најдоброто што го носиме, често пати знаеме да сме склони кон она што представува еден непродуктивен начин на гледање на реалноста, на собствените перспективи, на перспективите на заедницата. Значи, сакам да кажем на крајот дека градењето, зачувувањето, менувањето на модерните идентитети е нешто што се опира на традиционалните начини на тоа како некој се дефинира идентитетските карактеристики, процесите на нивното формирање, дека се повеќе овој тип на идентитетски конфликти, динамики и така натаму зависат од фактори кои што се вон контрола на формалните структури на општеството и на државите, дека сме исправени пред еден голем наплив од влијанија, за кои што, за да можеме на конструктивен начин да ги преработиме, е неопходно веќе во некакви, да кажем, рани адолесцентски и постадолесцентски години на живење, да имаме личности кои ќе можат да бидат заради своето образование, заради своите социјални статуси, заради и улогите и статусите кои ги имаат во општеството, а кои треба да бидат стабилни, да бидат отпорни на нивното, да кажем, искривување и одење во некакви општествени, малигни, ако сакате, деструктивни правци. Тоа е тежок предизвик за секој општество модерно. Гледаме дека и индивидуите, личностите во многу поголеми културни државни заедници од Македонија поминуваат низ огромни предизвици, но мислам дека на крајот не постои друг избор, не постои друг начин, освен да создаваме генерации кои што на тој начин ќе имаат една отпорност да се спротивстават на лошите предизвици пред кои што ќе бидат исправени во некаква блиска и среднорочна перспектива која што малте не може да се види. Во оваа смисла, да бидам до крај политички актуелен, кога ги гледам денешните расправи за тоа како менувањето на македонскиот устав или како последиците од Преспанскиот договор евентуално ќе влијаат врз идентитетските прашања на македонците, морам да кажем дека преовладува една иронија кај мене во смисла на тоа што не мислам дека модерните идентитети, без разлика како се дефинирани во уставите, кои што се носечки документи на некакви официјални, културни, државни, општествени заедници, влијаат врз тоа како всушност се развиваат идентитетите во стварноста. Според тоа што ќе пишува во уставот и дали македонскиот јазик ќе биде заштитен со некакви уставни предпоставки, како што ќе биде, дали табличките на автомобилите ќе имаат ваква или онаква ознака и дали некакви кодови ќе ви го кодираат вашето постоење реално во стварноста која што е ваква динамична како што опишувам, се разбира дека тоа има многу помалку важност отколку тоа дали ќе успееме да направиме добар образовен систем, дали ќе успееме да направиме културниот процес да биде процес, а не само продукт кој што фестивалски ќе се третира, дали ќе успееме да направиме доволно креативни, способни и добро образувани млади генерации кои што ќе можат да поминат македонска граница и потоа да се пласираат во светот, за да ни се вратат како такви потоа овдека со новите искуства што ќе ги освојат. Тоа значи, веќе после 3, 4, 5 дена од донесувањето на некакви уставни промени, тоа ќе биде заборавена содржина. Оно што ќе се важи е дали ќе ни успеат реформите во општеството, кои што ќе создадеме граѓани, кои што ќе можат да одговорат на она што е модерна понуда и побарување од светот, бидејќи ние сме дел од светот. Ние не живееме во собствените некакви национални, клаустрофобични граници, во кои што се расправаме овдека за некакви тривијални расправи за историјата, за личностите од неа, за свртени наназад наместо нанапред и така натаму. Со други зборови, треба во таа материја да се влезе храбро,
бидејќи перспективата не подразбира да сакате нешто да закочите и статично да го третирате, туку морате да бидете подготвени за сето она што подразбира една динамична интернационална ситуација во која што ги развивате во конкуренција со сите други своите и туѓите идентитети. Цивил медија